Али Ахмети барем засега ја смири ситуацијата во ДУИ и покри противењето на Скопското крило, дел од новата влада на функциите прв вице-премиер и министер за надворешни работи ќе бидат Артан Груби и Бујар Османи. Мандаторот Заев, кој поднесе оставка од позицијата пратеник, каже дека најверојатно утре предлог составот на новата влада ќе биде испратен до собранието. Денеска ќе се утврди бројот на потпредседатели на парламентот и ќе се верифицираат мандатите на пратениците кои влегуваат на местата на оние пратеници кои излегуваат од парламентот поради други функции во извршната власт. Кога ќе заврши оваа процедура, ќе го поднесам предлогот за влада. Предлогот за состав на новата влада беше заглавен во фиоката на Заев поради внутрепартиски проблеми во ДУИ. Скопскиот блок на интегративците, предводен од пратениците Изет Меджити и Арбен Зибери, беа незадоволни од кадровските решења на Ахмети. Ова го потврди токму Меджити, кој кажа дека ќе гласа за новата влада, но дека последниот збор го имал партискиот лидер. Дебатиравме долго во партијата, последниот збор го има председателот на партијата. Не секам јас да придонесам за рушење на една влада која има поддршката на нашите меѓународни партнери. Во демократијата е вредност да се бориш за своите ставови, но победува мнозинството. Јас ќе гласам за новата влада. Покрај Заев и другите членови на следната влада даваат оставки во собранието, а на нивно место пристигнуваат други пратеници. Токму овој момент е спорен за опозицијата. Од ВМРО ДПМН решија да напуштат седницата и да не учествуваат на другите, додека трае верификацијата на новите мандати. Велат не се почитува собранискиот деловник, со оглед на тоа што верификацијата на новите пратенички мандати оди преку верификационата комисија, чиј мандат заврши со изборот на собранискиот спикер, па сега надлежноста за тоа е во рацете на мандатно-имунитетната комисија, која се уште не е составена. Верификационата комисија престанала да постои после првата конститутивна седница. Вашите недокажани објаснувања не ни даваат за право да веруваме дека ќе ги почитувате забелешките и она што деловнички е предвидено согласно деловникот за работа на собранието. Според неофицијални информации, седницата за гласање на новата влада би требало да започне во петок, а најдоцна недела на полноќ да биде истата изгласана, со оглед на тоа што пратениците имаат 2 дена за дискусија.